Гол! Дай го! Шут! Твоя, Тихон! Браво, Тихон! Браво, браво! Фудбалски клуб Вардар ќе живее. Ова е некое резиме, некоја љубов, некои емоции од она што продукција Скок прв пат го виде од помладите пионери на нашиот најтрофеен клуб, кој денеска на теренот во Кадино го одигра првото коло од пионерската лига на помлади пионери генерација 2010 во рамките на државниот систем, државното пионерско првенство во организација на Фудбалската федерација на Македонија. Или противници беа децата од градскиот ривал Скопје, кои исто така покажаа дека имаат свој потенцијал и во овој надпревар конечниот резултат кој е 8:0 за Вардаровите пионери е ирелевантен и најмалку важен, а најважно е она што го видовме во погонот на Вардаровите пионери, во нивната сериозност, во нивната дисциплина, уште при самото доаѓање, излегување на терен и во однос на играта, кога навистина покажа, прикажа, да не речам и докажа дека умеат, знаат да ги почитуваат дадените тренерски пионерски наредби и сето тоа некако умешно да го спроведат на зелениот терен. Навистина во ова, да кажам, фудбалска голгота низ која поминува фудбалскиот клуб Вардар, нашиот најтрофеен клуб, ова организација, ова излегување, овој првичен доем на самата пионерска екипа на генерацијата 2010 одава почит и респект како кај самите деца кои го носат Вардаровиот дрес, така и кон сите оние чинители. Тука се мисли пред се на веде раководството на Вардар, кое и текако посветува внимание на овој пионерски погон во рамките на овие можности и секако логистиката и поддршката од верните родители во однос на доваѓање, преземање на децата, нивна навивачка поддршка и така натаму и така натаму. Се тоа дава надеж, нуди верба дека Вардар ќе живее, дека Вардар се враќа, дека Вардар останува таму каде што е тргнат на овој навистина добар колосек. Збор 2 и за резултатот, за она што се случуваше на теренот, иако рековме тоа е најмалку важно, ајте да споменеме дека иако гостинската екипа, условно кажано Скопје, не постигна гол, имаа барем 3-4 шанси и еднаш два пати ја погодија стативата или дирекот на Вардаровиот гол. Вардар победи со 8:0, полувреме 5:0. Тоа само по себе покажува дека сепак фудбалскиот квалитет тежи, превагнува на Вардаровиот таз. Пионерите на Вардар имаат одреден подобар квалитет од нивните врсници. Во првото полувреме резултатот беше 5:0 со двата гола на Џихан Ибраими и голот на Мартин Краљевски постигнат од оправдано досудениот пенал и по еден гол постигна Лука Матевски и Михаел Атанасовски. Во второто полувреме беа направени неколку измени на двете страни, а трите голови за вардарците ги постигна Матеј Трпевски, Павел Антевски и уште еден гол на Мартин Краљевски постигнат во вторите 45 минути. Ќе повторам, ова е најмалку важно. Важно е што Вардар покажува дека има пионерски погон, дека оваа генерација 2010
е добро подкована и дека има потенцијал и треба да се посвети внимание и ова пионерски потенцијал, овој фудбалски потенцијал на овие 13-14 годишни деца да се развива, да се негува и да се следи. Јалче Доргутов, продукција Скок, фудбалски надпревар од прво коло на Пионерската лига под рамки на ФФМ Вардар Скопје 8:0, полувреме 5:0. Диган твоя! Сам! Чут! Браво! Браво, Диган! Ширете се без пиенове. Ајде, Лука! Шут! Шут, бе! Сега, Мартин! Браво, Браво! Мартин. О, добра игра. Чувате како промашите, тука ме таа шанса. Браво! Браво. Ајде! Ајде, Джика, сам! Пушти се! Ајде, Джика! Ајде, на шире на другата страна. Ајде, Лука, сам! Шут! Добро. Изби, Мартин! Браво! Иди, Лука! Ајде да го чиха! Ајде да чиха! Браво. Абе, дека чиха на оваа страна. Зашто не да топка, бе? Ајде да го чиха! Ајде, Мартин! До крај! Сам бе напред! Ајде, Ајде, чиха! ајде. Шут! Шут, бе! Браво!
Igra. Mani, tvoje do kraj. Tvoje do kraj. Ajde, Luka. Sam, Luka, sam. Vidio koliko je borbe, 20 gola trebali imati. Sam, Luka. Ajde, Gol. Ovo je gol, mene. Dajmo! Bravo! Ja mogu pretaču. Evo, znaš zašto ne date to gol? Džihan. Bravo, Martin, bravo. Ajde, na Džihan. Bravo, sam bili. Sam, niko ne te napada. Bravo. Bravo. Tvoja ma... Bravo. Sam. Ajde. Pa nema koji da napada. Bravo, golman. Do kraj. Ajde, Vidija. Tvoja, Mario. Bravo. Bez. Ajde, lop! Čude, Martin! Bravo! Hojdi! Napadi go me! Matej. Matej, tvoja! Bravo, Mario! Vodi. Ajde, Luka, tvoja! Idemo, Luka! Patna pozicija. Mario Angelovski. Baš izrezamo da zatvore aglo. Igra, ajde! Aj tuko otvori 7B. Bravo! Džiha tvoja! Ja zgrešite! Čovječ, oni... Sam, Martin, sam probi! Sam! Ej, I daj im gol! se vidi. Bravo! Vezi napravi kjepa. Bravo! Nabaci! Bravo! Odlično. Bravo. Ajde be! Bravo. Ajde! Kako vor sebe? Ajde me napadni u lezi, be! Bravo, kolega! Ajde! Bravo.
To treba vedete. Samo neko malo go pije. To je Džihan. Bravo Džihan. Bravo, bravo. Budete golo ništa ne štete, ej. Je pak Džihan. Bravo. Evo ste. Aj. Bravo. Šut, šut! Ajde sve na Miki u sredini da pustimo. Bravo! Bravo! Šut! Dobro! Aj! Miki, brini Miki! Mali igri su Maco se uspori, ja mi to da kao daj mu ja! Kudbe! Ej, ko to rao ja ne?
На преварот во Кадино помеѓу пионерските генерации на Вардар и Скопје 2010 го одбележа исто така еден убав момент поврзан со иницијативата на ВД раководството на фудбалскиот клуб Вардар, кое е поврзано со пионерско-младинската школа, кое беше најавено уште на првата пресконференција некаде пред месец дена, кога Александар Крстевски Мачки, задолжен човек од ВД раководството на фудбалскиот клуб Вардар, најави дека се враќа името на пионерско-фудбалската младинската фудбалска школа на ФК Вардар Кирил Симоновски Джина. Денеска на пионерите и на оние повозрастните генерации 2009 година им беа поделени дресови, нови, пакет со името на овој наш прославен фудбалски ас, така да и ова треба да се одбележи дека ете ВД раководството на Вардар стои на дадениот збор, прави се што може за овие млади категории и на голема врата го враќа името Кирил Симоновски Джина на пионерско-младинската школа на Вардар, едно славно име, една убава традиција која постои од поодамна, а која сега се враќа на голема врата и која секако треба и мора да се поздрави и да се почитува.